спомени. Има речити луѓе, помалку речити, но вие дефинитивно знаете како тоа да го преточите во збор, во реченица, дури кога гласно говорите, тоа звучи како од книга, не само на македонски јазик, туку и на други 4 јазици чинам. Како ви успева? Тоа мора човек да растел во таква средина, морал да впива со години за да го има тоа чувство, или се работи за еден посебен дар? Предполагам дека последното е најточното одредување, но и најопштото одредување. Дарот доаѓа од тоа со што ве обскрбил животот и животните искуства. Јас сум како дете растен на 3 јазика. Растен сум на македонски јазик кој го говорев со мојот татко додека сме биле во Битола. Јас сум таму роден и до 2 години во Битола живеевме со мојот стрико со кого сум зборувал влашки јазик и со мојата мајка која беше гркинка со која говорев грчки јазик. Така што кога ќе се свртев кон било кој од овие 3 говорители на различни јазици, сум го менувал јазикот на комуникација. Таа мултилингвалност ја останата и понатаму. Ја доразвив со тоа што учев странски јазици, англискиот дојде, потоа францускиот и италијанскиот јазик, така што се намножија јазиците и се разбира и желбата и понатаму да изучувам јазици. Бев добар и во латински јазик. Го сакав и латинскиот, за разлика од добар дел мои колеги, па комуницирав и на латински, главно со провербиуми. Многу го сакате градот, го сакате Скопје од минатото, Битола од минатото, ги сакате евреите, сефардите, се обидувам да се сетам на целата ваша продукција, што како нитка провејува цело време. Битовото, селото не ви се толку блиски, и тука предпоставувам дека ова се должи на вашето детство, на средината, на обкружувањето. Зошто е толку магичен градот од минатото? Да, ви благодарам за ова прашање, в кое што во суштина го препознавам како прашање на интересирањата, што јас ги нарекувам интересирања за другоста. Секогаш ме привлекувало нешто што е поразлично од просторот, местото, духот на времето што го живееме. И практично тоа е она што ме врзувало, но секогаш на подлогата на градот. Што ме врзувало и во моите интересирања тематски за овој домен, за оној домен, или за ова или за онаа тема која што е секогаш тема на некаква другост. За евреите се заинтересирав слушајќи приказна, една домашна приказна за една еврејка која живеела и во нашиот дом исто така. Домашна помошничка, чие што име го знам, чие што презиме никош не го дознав. Се викала Рашела и таа приказна беше доста присутна во исказите на мојот татко. За градот се заинтересирав од најмали нозе, бидејќи и опусот на мојот татко, и милјето во кое се растени и формирани и мојата мајка и мојот татко, беше градот, се разбира, и јас самиот исто така. Беше тоа Битола и беше тоа Скопје и беше Солун исто така. Три града во кои практично ми помина целиот живот, точно така движејќи се во тој триаголник. Во Солун, од друга страна, живееле долга низа години, векови заправо, евреи исто така. Се заинтересирав и за нивниот живот, па книгата што ја напишав со прози за животот на сефардите е книга која што се случува во повеќе градови. Се случува во Скопје, се случува во мојата родна Битола, се случува во родниот град на мојата мајка во Солун, се случува на островот Закин, се случува во Софија и така натаму, веќе се шири зумот се отвара на тематското интересирање. Ете, практично тоа е тоа што ме интересира, секогаш другоста, секогаш инаквото. Тоа ме возбудува и ме тера да истражувам и најубавиот дел практично од пишувањето е подготовката за пишување. Веќе тогаш осознавам, дознавам нови, правам истражувања и таму уживам исто така и веќе се назираат и првите теми, првите концепти, првите скици на идните творби. Мислам дека што се однесува до литературните изданија, тие ја надминаа бројката од 20, зборувам за првичните, а особено последниве години се намножија и преводите. Дали токму таа универзалност е клучното нешто што книгите лесно поминуваат надвор, што се разбирливи за оние што не го разбираат духот на локалното, на се друго, зашто еве го и примерот со Гоце Смилевски. Тој
не расправа за локални теми, туку за универзални, и тоа е првиот чекор, се разбира. Треба да станува збор за уметничко дело, да ги задоволува другите критериуми, но дали сметате дека и кај вас е ова клучното нешто што ги проби во светот? Верувам дека е така, и кај Гоце исто така, во неговото творештво, во творештвото на Лидија Димковска, на една низа наши современи автори, практично можете да го пронајдете елементот на другоста. Кај Гоце е многу присутен, тој пишува за Холандија во првата своја книга, пишува за Австрија во својот натамошен опус, потоа за Франција во својот трет роман. На тој начин јас исто така се обидувам да го освојам светот и темите на светот, ама оние што ми се чинат од една страна мене блиски, од друга страна актуелни за денешницата. Тоа се оние искри што може да го заинтересираат и читателот, но пред се мене како пишувач и како автор на тие творби. Кај мене, например, во романите ќе најдете исто така еден вид на мултипросторност, на мултиспацијалност, бидејќи тие се случуваат во 21-виот мојот прв роман, што го напишав како 50 годишник на многу зрело доба, инаку 23 се вкупно досега објавените мои книги. Практично се обидувам да откријам низ 4 приказни, низ 4, а можеби и повеќе се просторни милја кај што се одвиваат действијата, разни културни средини и различни културни аспекти на современото живење. Од една страна действието се случува во Македонија, во Скопје и во Охрид, но од друга страна тоа експандира па се случува во современа Америка и така натаму. Во наредниот мој роман кој се вика За Даголот, таа слика станува уште поопшта. Низ 9 действија се обидувам да го обликувам тој мој роман и во 9 приказни ми се чини има многу повеќе простори што се обидувам да ги осветлам. А бродот кон Зархија и со повеќе димензии, значи со некои паралелни светови. Точно така. Бродот пак кон Зархија интересно, меѓутоа се случува примарно во едно милје во кое во 2039 година во иднина, во кое треба да го преоткриеме ние Скопје од некаква негова иднина, но исто така не останувам на Скопје од тоа време, туку се обидувам да го осознам и светот и Европа од таа блиска инаку и како ми се чини мене и до некаде и загрижувачка, ако не веќе и заканувачка иднина. Така што Бродот кон Зархија е приказна за отуѓувањето што следува не само на човекот од овој многу локален простор од Скопје, бидејќи се опишува еден град каде што постои планина над која свети еден чкилаво веќе свети еден крст и така натаму. Туку и други простори и други милја, најпрво оближните, а потоа и оние што се однесуваат и на подалечни простори како Англија и целиот свет. Ве следат и наградите, ги имате повеќе, неодамна пристигна последната од Италија, добитник сте на наградата Роман на годината. Многу мина ќе кажат да наградите не значат, доаѓаат како последица на секако тоа е така, нели, на веќе создаденото дело, но кога романот ќе го изоди после наградата Патот кој што го изоди 21-виот, тогаш тоа сметам дека е вистинската потврда. Дека сте биле заслужен за тоа што токму кај вас. Така е, во право сте. Практично и нема многу простор за коментирање, сосем се согласувам со она што го кажавте. Тоа е навистина така. Преводите на книгите доаѓаат како најубави признанија. Ако една книга не живее и на поширок простор, ако таа останува на своето прво издание и само во културната средина каде што е матичната културна средина каде што е создадено, тоа не значи дека е лошо дело, но тоа значи дека сепак неговиот комуникацијски опсек и потенцијал практично е посведен. Многу сакам да бидам читан, да соопштувам, да приопштувам мои гледања на светот, на стварноста, на доменот на идеите и на етиката исто така, и на современото живење, на проблемите на современото живење, обраќајќи му се не само на домашниот читател, ами и на читателот колку е тоа можно веќе во пошироки рамки, сега и да не претерувам.
Дали тоа што бевте син на еден голем на доајенот на македонската култура Димитри Османли ви беше предност или можеби хендикеп за себе докажување, наметнување на сопствената мисла, бевте сенка или тоа ви беше ветер во едра да можете сериозно веќе во самиот почеток да ве поимаат? Ми беше ветер во едра на почетокот, кога го запознаа филмот и кога практично, бидејќи јас не завршив филмска академија, не завршив драматургија, нели, а се занимав и со едното и со другото, туку ја завршив школата на мојот татко. Татко ми ме упатуваше меѓутоа на нашата библиотека, а со него работев, му дактилографирав текстови, сценарија и книги на снимање, и така, соработувајќи со него, ги откривав и тајните на занаетот на кои штедро ми укажуваше. Веројатно постои тука и некоја дарба, веројатно постои и некое афицирање од домашната атмосфера, од библиотеката, од темите што се развива, од пријателите кои доаѓа, од филмовите што сум ги гледал, премиерите на кои сум присуствувал, воздухот и мирисот на театарот што сум го восприемал уште од најмали нозе. Јас сум одел и во овој стариот театар кој сега е изграден во ова чудно прекитно здание од онаа страна на Вардар, и го паметам, тој бел простор и тоа убаво црвенило од кадифето на седиштето, и тоа беше се. И го памтам по магијата на создавањето представи, на театарската реч и на присуството на великани, потоа препотврдени автори доајени на Македонија. Ете, сето тоа, сиот тој свет ме влијаеше мене. Во вториот дел на мојот живот не чувствував потреба да се борам со мојот татко. Се обидов да си го отворам мојот пат со оглед на тоа дека открив и нови домени, кои беа и вон филмски и вон театарски, кои беа книжевни и беа само мои. Во тие домени татко ми не учествувал, така што многу спонтано ја надградив ситуацијата, па потоа дојдов во една многу убава состојба. Не јас да му станам соработник на татко ми, тоа така почна, туку потоа татко ми се повеќе стануваше мој соработник. Јас сум среќен што пред последната представа, пред да почине 2006 година, 2003 година татко ми ја направи на мој текст, во кој пријатно беше изненаден и самиот тој се појавува како јунак во драмата. Се случува во Битола во воено време и една холокауст приказна. И јас ги паметам режиите и во операта неговите, значи тој не беше само на филмот, не беше истакнат професор, основоположник на многу нешта во земјава. Некако пред неколку години со малку горчина ми зборувавте дека неговиот легат не е третиран како што треба. Дали таа работа се реши? Каде е неговата оставнина? Па за жал не се уште. Оставнината на мојот татко и легатот кој го отворив по неговата смрт се наоѓаат во Кинотеката на Македонија. И наспроти идеите што убаво ги развивавме со тогашниот директор на Кинотеката, бев тогаш, а и сега сум одново председател на управниот одбор на Кинотеката, и тоа ме спречува да бидам приватен и пристрасен и кон тој легат, но им оставам на моите колеги во Кинотеката да најдат решение за него, со оглед на тоа дека тоа беше прв легат во Македонија воопшто. Така читав во утрински весник по објавата на легатот. Еве, заинтересираните новинари открија дека тоа бил прв легат во Македонија, за разлика од оближните средини каде што задужбините, легатите и така натаму се редовна практика на дарување на она што е наследство, убаво наследство од претходните генерации. Тој е многу богат легат. Тој содржи и предмети, содржи и духовни творби, содржи и филмски материјали и така натаму и така натаму. И очекувам дека идејата ми беше да се отвори еден простор, еден спомен простор од работната соба на мојот татко со мебел кој што е стар веќе близу еден век. Тој е наследен од неговите родители и така натаму и така натаму. Убав еден благороден простор, една чудесна стара сценографија во која би можеле да се одвиваат различни промоции и така натаму. За жал тоа еве се уште не се случи. Сите ерудити, интелектуалци, кревки уметнички души од вашата генерација велат дека имаат чувство после растурањето на претходната држава, дека се во период на транзиција, дека веќе не можат да ги препознаат критериумите, стандардите. Како вие во овие особено
последни 20 години, успеавте да го држите гласот високо кренат, но со она фина културна примеса да творите. Како се снаоѓавте низ периодот кој што верувам дека не беше лесен? Знаете како, обидувајќи се да се сконцентрирам само на творештвото и на обидот да се isproducira тоа творештво. Ако се работеше за книга, да ја предложам на релевантен издавач, а овој потоа до Министерството, и да ги користиме и тие и јас, како и сите други автори и другите издавачи македонски, парите што ги става на располагање буџетските средства македонската држава, ништо над тоа. Не сум се обидувал никогаш да земам, да печалам повеќе. Мене ми беа доволни печалбите што ги имав со моите книги, сатисфакциите од критиките што излегува, а потоа и убавиот тек на настаните кои што еве само во книгата 21-виот ми донесе 7 додатни сатисфакции, во 7 средини е тој роман објавен и то не носи никакви финансиски печалби, ама носи енормни сатисфакции кои се и над секоја печалба, така што печалбите се духовни. Сакам да ви поставам прашање, кое дело, без разлика дали е книга, дали е филм, вие го сметате за клучно во вашата кариера, можеби како приватен момент, професионален, без да ви ги наметнувам параметрите, дали можете да издвоите што е вашиот досегашен пик? Иако за творецот нема пензија, можеби најголемиот успех следува. Да, и за таткото сите деца се еднакво важни, сакани и убави и така натаму. Па сепак, имаме и миленичиња. Значи, покрај двете книги што претходно ги спомнавте, а јас тоа спомнување со задоволство го потврдив, значи книгата за филмот и книгата за стрипот, како први книги во македонските теориски домени, сакам да го издвојам мојот роман 21-виот, кој што ја доби наградата за роман на годината 2010 година, а исто така од друго, исто квалификувано, високо квалификувано жури беше предложен и за наградата Балканика, која што, како што велат сведоците на изборниот чин, ми избегала за малку, ама јас го имам задоволството да избега во рацете на еден многу релевантен автор, многу порелевантен од што сум јас. Тоа е Исмаил Кадаре на изборот кој што се случуваше во Валона во Албанија. Тој ја доби тогаш наградата. За мене сатисфакција дека сум бил второ квалификуван во таа година и тоа е доволна сатисфакција. Покрај тоа што пишувате и творите, вие и многу читате. Не знам дали е тоа за истакнување, но навистина ги голтате книгите, сте во текстот настанети во поранешните југословенски простори што се случува и во пошироката околина. Кои ви се драги, од кои сте одушевени новинарски, писателски пера? Што ве подкрепа, ве мотивира дека сте на вистинскиот пат, дека има и други луѓе што ви дава надеж дека не е се така црно и досадно, измислено, туку може да се откриваат нови работи? Што се однесува до новинарските пера кај нас, тука би сакал да ги спомнам Бранко Заревски пред се, кога сум го читал од најмлада доба. Кога го отворав весникот Нова Македонија, кога го прво отворав, наидував на најинтересни текстови од Бранко Заревски. Потоа ги препрочитав неговите текстови исто така веќе како зрел автор и дури вработен во Нова Македонија. Еден дел од мојот работен стаж помина и во Нова Македонија. Ристо Лазаров остави ова голема трага од нашите новинари тука. Тој е еден човек што е новинар во крв, а е поет исто така. И кој што уме работите веднаш да ги сведе, да процени што е важно и што е неважно. И да го атакува важното, тоа е многу битно во новинарството, а на споредното да му обрне доволно внимание за да го вгради како атмосфера во своите новинарски текстови и така натаму, или коментари. Што се однесува до југословенското новинарство, тоа е една плејада од автори. Би сакал тука и Бранко Тричковски да го спомнам. Кај нас во Македонија, со кого соработував во Нова Македонија, беше исклучителен уредник, автор на текстови и уредник на саботното издание. Според мене саботното издание што го уредуваше на Нова Македонија, што го уредуваше Бранко Тричковски, беше можеби најдоброто на сите времиња, барем оние што јас
што јас ги запознав, а што се однесува до југословенските простори, тука една плејада, на вистина ќе сгрешам ако почнам да споменувам имиња на нивните дела, на нивните критики, како на еве неодминливо е Богдан Тирнанич, се учев на коментарите на Радојчич, дипломатските коментари на Радојчич, главно политикините новинари, меѓутоа и новинарите на Загребски данас, текстовите што ги објавува моите колеги во доменот на стрипот низ цела Југославија, во Загребски полет, во Карим Заимович, за жал загина во војната во премлад, во Босна и Херцеговина. Се уште купувате Политикин забавник? Не може да се најде во Македонија, ама го следам бидејќи ми пратија еден влез во Политикин забавник и ги следам изданијата. За жал во Македонија Политикин забавник веќе не доаѓа. Но ги следам неделник, го следам НИН и го следам Време. А писатели? Писатели. Што последно имате инспиративно, возбудливо прочитано? Еве Ристо Лазаров го спомнав, една негова книга за Марина Цветаева. Тоа е последниот негов труд и тој има објавено огромен број книги. Неговите поетски книги исто така. Башевски со неговите романи. Круг му се вика последниот роман, тој ми остави впечаток. Гоце Смилевски го сакам исто така многу. Лидија Димковска, која исто така ја спомнав, нејзината проза. Оливера Николова, нашата сјајна Оливера Николова. Таа е доајен и според мене високо почитувана не само дама, писател, наш истакнат македонски писател. Благоја Иванов, мојот омилен исто така автор. Влада Урошевиќ, со неговите, особено во прозите. И така има многу, ќе обесправам многу автор. Славко Јаневски, Ацо Шопов од поетите. Колку повеќе се чита, толку повеќе... Инаку ова што рековте, читам 2 до 3 книги паралелно, така си овозможувам себе си да читам без престан. Значи со едната книга земајќи ја се одморам од другата и повторно се врти тој круг и кога не пишувам, читам многу. На тој начин. Во рацете држите книга која што е практично вашата последна објава, Намината им на децата, тоа е пиесата Новиот цар. И мене повторно ме одушевува кога се фаќате, односно тоа е реобјава, кој се сеќава добро, таа е играна. Сега е актуелно, дали државата треба да се меша со религијата, дали па тука мислам дека паѓаат во дупка и оние работи кои што се дел од нашата традиција, кои што може да се сметаат како фолклор, како неминовно градиво, што секој треба да го познава. Вам ви успева да најдете мерката, како тоа повторно да го приопштите, да не бидете обвинети дека се приближувате до црквата, дека фаворизирате еден народ, но она што претходно го разговаравме, вие и како не можете да бидете сведени на еден народ, толку култури поминале низ вас, толку култури сакате и говорите за нив. Зашто станува зборове за оние кои што не ја виделе Новиот цар? Станува збор за една моја фасцинација од детството, да напишам пиеса, бидејќи таа беше во дефицит. Пиеса за раѓањето на Христос беше во дефицит кај нас. Ама не да ја напишам како религиозен текст, туку да ја напишам како цивилен, книжевен и театарски, граѓански, во тој дух и концепт, со оглед на тоа дека сведоци сме, сите што сме излегле од оваа земја, колку на запад се почитува и колку во сферата на божикните и новогодишните празнувања се играат инсценации на рождеството на Христос и така натаму и така натаму. И тој топол дух што го понесов, што сум го понел од детството и од други средини, не само од нашата, а и во нашата го имаш. Тој дух на коледарењето, на домашните обичаи, собирања, посети кај пријатели, воопшто белите празници. Сакав да го преоживам и во една театарска пиеса, која што ја напишав 1999 година, во очи на 2000-та година од раѓањето на Исус. Таа беше играна, во режија на Виолета Џолева беше поставена во Младинскиот културен центар, во МКЦ, да. Беше играна со професионални актери и така натаму и со дечиња. Ликовите ги игра деца и тоа беше фантастичен концепт, многу ми се допадна. Тоа издание, прво беше издание на Ѓурѓа, на НИП Ѓурѓа,
едноставно го снема. Со текот на годините беше распродадено, иако кај нас книгите споро се продаваат. И почувствував потреба да го преобјавам ова дело, бидејќи сакав ова мало дело, бидејќи сакав одново да заживее еве тој концепт, бидејќи и во меѓувреме не се создадоа пиеси и воопшто не се тематизираше божикината тема. Рождеството, како тоа се нарекува со црковен јазик, се обидувам да го избегнам, раѓањето на малиот, на новиот цар, на царот на добрината и на човеколюбието. И таа порака сакав да ја упатам и да ја преоживам и повторно и на новите генерации, и најдов на љубезниот одзив на издавачката куќа Арсламина и на како да кажам, внимателниот, акцептивен однос на уредниците во оваа куќа, пред се на госпоѓа Билјана Црвенковска, а и на сите вас што учествувавте и во создавањето на ова дела. Сега сакам да откриам и за нашите гледачи дека почетниот дел од книгата ми го овозможивте вие, биејќи како етномузиколог пред многу години. 98-та, кога го пишував 99-та година, ми овозможивте да добијам материјали од и автентични пеења на коледарски песни од просторот на цела Македонија, и тоа е вградено на почетокот на книгата како една предходна игра по која следи театарската пиеса Новиот цар. Верувам дека ќе се раѓаат нови книги, нови јунаци кои што децата ќе ги наведуваат да читаат, бидејќи таа е најважната публика за да израснат во здрави личности, во здрава читателска публика. А сметам дека и со овој разговор некако го оправдавме името. Емисијата носи наслов Астрорум, тука звездите говорат, една разговорница, каде што се разговара на различни теми за култура, за уметност. И јас не знам колку имаме време да ми кажете, вие сте љубители на музика, знам дека ги споменавме сефардите, сакате рембетика, многу. Од вас уште да очекуваме и музичка творба народи, или во тој дел? Да ви кажам, јас единствено, бидејќи не сум музички писмен, би можел да запеам, а очајно пеам. Според тоа ќе продолжам само да ја слушам и сакам музиката. Да. И евентуално да ја пишувам, да ја наспомнувам таму каде што чувствувам дека во моите творби треба да има и музичко покритие или музичка подлога. Рековте дека веќе имате скица за некаква следна објава. Може на крајот од разговорот да ни откриете што ве преокупира сега и кога да го очекуваме следното издание? Јас напишав една пиеса која се вика Нишала од злато и која се однесува, која е историска драма и која што се однесува на приказната за Ташула, робинката од 19-тиот век, која што потоа станала... Има таков балет од Стојан Стојков, точно либретото. Точно така, има и пиеса од Миле Волкановски, но јас напишав однова таа тревожна приказна за жената што си го убила своето дете, за еден мотив на чедоморство, откривајќи и уште едно чедоморство што се случило во истиот тој семеен круг на Джеладин бек Охридски, и обидувајќи се да ја откријам веќе на сосем други теми и пристапи трагедијата и трагичното чувствување на разликите во културните матрици на една христијанка, мажена за еден муслиман, на една обична млада жена, мажена за која станала робинка, потоа и сакана сопруга на еден локален владетел, како што бил Джеладин бек Охридски. При тоа собрав многу материјал, бидејќи на собирањето на овој материјал јас работев, ако ми верувате, близу 30 и нешто години. Секоја моја посета во Охрид расчепкував материјали кои се однесуваа на оваа приказна. И дознав некои мотиви, некои слики и состојби кои што мислам дека ќе ги има само и единствено кај мене, а при тоа во пиесата појдов од еден текст што Бранислав Нушич го напиша и од неговата и да мораме да го споменеме и Бранислав Нушич, и од неговиот расказ, исклучителен расказ кој се вика Ташула. Се почнува од Бранислав Нушич. И воопшто во литературата, и овие дела што ги спомнавме од нашите автори, практично
пијат вода од изворот кој го Па откри и Бранислав нашиот Нушич. Старнов театар. Точно така. И нашиот Старнов театар. 13-та година ми се чини Нушич е негов управник. 913-та, првиот. Иако се чини дека ќе се занимавате со локална тема, меѓутоа љубовта, забранетата љубов, таквите односи се вечна тема и универзална секаде во светот. Сите либрета помалку или повеќе се базираат на вакви теми, така што верувам дека и Ташула можеби ќе постигне таа меѓународна слава. Се надевам дека ќе биде така со оглед на тоа дека јас се обидов да ја осознам таа нововековна Медеја. Како во антиката Медеја, ја препрочитував Медеја за да ги видам клучните точки. Да, вами митовите и легендите ви се во малиот прст. Се обидувам да ги негувам, ги читам и препрочитам, таму е изворот на сите приказни. И сега сакам да ви открием уште нешто. Сакам на вашата куќа да ја предложам уште една книга, која е практично, која се вика, таа е готова, која се вика Најстари приказни и која што се прераскажувања веќе за млада публика, не само за деца, за млада публика воопшто, на најстарите митови од медитеранскиот ареал. Тоа е стара Грција, но исто и поширокиот, малку поширокиот ареал. Ете, со тоа се занимавам сега. Јас само сакам да ви се заблагодарам за овој разговор, иако можеме веднаш да снимиме уште неколку такви, знаејќи ги вашите инспирации и творби и љубопитство кое што ве следи целиот живот, а со тоа и потребата да ги канализирате тие ваши размисли на различни теми, на различни познавања. Ви благодарам за разговорот. Ако ми дозволите, само би сакал да ви се заблагодарам најсрдечно. Ме вративте во едно убаво време. Со културата на вашиот настап, со питомоста на вашите прашања, со вашата информираност ме вративте во убавите времења, кога исклучително соработувавме и кога вие креиравте многу релевантни културни парадигми, емисијата Музика пред се и она што и предходеше. Потекна долга низа години. Просто ме вративте во тој благороден простој што верувам и вие го носите и јас исто така. Не заборавам. Благодарам.